Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, печатена во Дија ул Ислам, печатницата во Кадијана, под надзор на Хаким Фадала Дин Сахиб на 22 јуни 1897 година. ऐ शाहे मक्की ओ मदनी सैयदुल वरा, ऐ शाहे मक्की ओ मदनी सैयदुल वरा. Дури и ако целиот свој живот го посветиме на спроведување на книгата на Муса и Евангелијата на Исус, само со првото поглавје на чесниот Куран, сура Ал-Фатиха, која ја сочинуваат само 7 ајети, во тие книги нема да ги најдеме истите религиски вистини, реалности и духовни драгоценности, во истиот совршен низ, состав и својствен ред, како што ги наоѓаме во сура Ал-Фатиха. Ова не е празно тврдење, затоа што Тевратот и Евангелијата не можат да се изедначат според мудроста, содржана само во сура Ал-Фатиха. Но како можеме оваа работа да ја спроведеме во одлука ако христијанските свештеници не се огласуваат со ниту еден наш преглод? Ако тие навистина веруваат дека Тевратот или Евангелијата содржат мудрости и вистини и дека на најсовршен начин ја покажуваат извонредноста на Божјата реч, јас сум подготвен да им понудам награда од 500 рупии во готовина, ако тие од своите сеопфатни книги, кои ги имаат 70 на број, можат да ми ги покажат истите вистинитости и реалности на законите, добро организирани и добро уредени, бисери на мудроста, знаења и извонредноста на Божјата реч, онака како што ние ги представуваме во сура Ал-Фатиха. И ако оваа награда не е доволна, јас сум подготвен на нивно барање истата да ја зголемам колку што е можно повеќе. Со цел да дојдеме до решение, јас ќе подготвам и објавам коментар за сура Ал-Фатиха, во кој ќе представам детални толкувања за вистините, реалностите и одликите на Божјата реч, кои се содржани во неа. Тогаш од христијанските свештеници ќе биде побарано да покажат како Тевратот, Евангелијата и другите книги ги содржат истите вистини и реалности кои се наоѓаат во сура Ал-Фатиха и дека ги поседуваат сите одлики кои ја одбележуваат Божјата реч, тоест оние чудесни одлики кои не можат да се најдат во човековото дело. Ако тие го прифатат предизвикот со мене, и ако тројца судии кои им припаѓаат на различни вери пресудат дека префинетите обележја на мудрост, знаење и карактеристики на Божјата реч се содржани во сура Ал-Фатиха, исто така се наоѓаат и во нивните книги, тие ќе ја добијат наградата од 500 рупии, која однапред ќе биде сместена на одредено место по нивен избор. Дали постои христијански свештеник кој ќе биде доволно храбар да го прифати овој предизвик? Божјата реч е манифестирана преку неговите чудесни моки, онака како што чудата на природата се доказ за неговото творештво. Например, постојат илјадници звезди во Вселената, но само луд човек може да посочи на одредени звезди и да каже дека не се создадени од Бог, бидејќи изгледа дека постојат поради друга цел, или ќе полемизира дека одредени растенија, карпи и животни привидно не се потребни и дека не се создадени од Бог. तुझसा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा, तुझसा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा. Вредно е да се запамети дека чесниот Куран ги опфаќа сите одлики кои човековата душа ги бара за своето совршенство. Односот помеѓу Тевратот и чесниот Куран е објаснет преку примерот на следната парабола. Си бил еднаш еден сарај, кој поради силните ветришта и земјотреси бил претворен во руина. Наносите од тоалетите биле измешани со продукти од кујната и обратно,
и ништо не останало на своето место. Меѓутоа сопственикот на сарајот се сожалил на патниците и на негово место изградил нов, добро опремен и удобен сарај. Новиот сарај бил многу подобар од претходниот и имал удобни и добро опремени соби со сите неопходни погодности. Во текот на изградбата на новиот сарај, сопственикот повторно ги употребил циглите од стариот, но исто така донел и нови цигли, дрвена граѓа и останати материјали за новата зграда. Честниот Куран е другиот сарај. Оние кои имаат очи нека видат. Овде треба да го тргнеме другиот приговор. Единствено е сваќањето дека најдобро и најсовршено учење е онаа кое учи за соодветната постапка во согласност со барањата на времето и на местото и во детали ги проучува сите точки на мудроста. Како тоа, Тевратот и Инџилот ова да не го содржат и само честниот Куран ги довел овие две нешта до совршенство? Одговорот е дека грешките не лежат ниту во Тевратот, ниту во Инџилот, туку во ограничените способности на нивниот народ. Еврејскиот народ за кој Муса алейхи селам бил загрижен, 400 години живеел како робје под власта на фараонот, под толку нечовечно прогонување, што станал несвесен за еднаквоста и правдата. Јасно е дека ако водачот кој исто така е и учител и ментор, е праведен, неговата праведност ќе се одразува и во срцата на подчинетите, и тие природно ќе бидат наклонети кон правдата, љубезноста и пристојноста. Но ако се случи тој да биде тиранин, неговите подчинети исто така ќе станат сурови и тирани, и повеќето од нив ќе го изгубат чувството за правда. На израилците токму тоа им се случило, бидејќи толку долго живееле под деспотско владење на фараонот и ги поднесувале сите видови на прогон, тие го изгубиле вистинскиот дух за правда. Прва обврска на Муса алейхи селам била да ги научи на правда. Поради тоа, Тевратот содржал изреки кои толку многу ја нагласувале сигурноста на правдата и еднаквоста. Се разбира, имало и изреки во Тевратот кои учеле на сожалување, но со поблиски анализи се заклучува дека тие само служеле да ги заштитат границите на правдата и да ги ограничат неразумните страсти и одмаздата. Но причините во позадина на учењето за сожалувањето, содржано во Инџилот, кое става поголем акцент на проштевањето и избегнувањето на одмаздата, многу се различни. Деталниот поглед на Инџилот покажува дека тој им се обраќа на оние луѓе на кои им недостасува доблест на трпение и опростување, а тој сакал нивните срца да не тежнеат кон одмазда, туку дека треба да покажуваат трпение, поднесување, проштевање и благост. Ова било од причина што до времето на Иса алейхи селам моралната состојба на евреите значително се влошила. Парничењето и крвната одмазда ги поминале сите граници и под изговор на одржување на правилата на правдата, тие потполно ги изгубиле доблестите на милост и опростување. Учењето кое го донел Инџилот, според тоа, било специфично за одредено време и народ. Но тие не ја представувале вистинската слика на Божиот закон. Честниот Куран поради тоа доаѓа да ги исправи. Кога внимателно го проучуваме честниот Куран и кога со објективен ум внимателно ги погледнеме неговите содржини, увидуваме дека тој не става толкав акцент на возвраќањето и одмаздата, како што е тоа очигледно од наводите за битките и правила на одмазда, спомнати во Тевратот, ниту става потполн акцент на проштевањето, ниту на употребата на сила, ниту на благоста, како што подучува Инџилот. Наспроти тоа, тој стално наредува маруф и забранува мункар. Маруф е она што се смета за соодветно и прифатливо во општеството. Мункар е она што се смета за несоодветно и неприфатливо во општеството.
Со други зборови, тој ни наредува да го правиме она што е соодветно и најдобро во хармонија со барањата на разумот и законот и да го отфрлиме она што е забрането и несоодветно. Проучувањето на честниот Куран покажува дека тој од нас бара да веруваме во неговите закони, наредби и забрани врз основа на темелот на знаењето и разбирањето и сака да не ослободи од оковите на само наметнатите забрани и наредби и да го изрече својот возвишен шеријат во форма на универзални закони. Например, тој го наредува универзалниот закон дека личноста треба да прави она што е маруф и да избегнува она што е мункар. Овие два термина се сеопфатни и му даваат разумен изглед на шеријатот. Така сме поучени да размислиме што ја чини вистинската побожност во дадената прилика. Ако некој направил греф, треба ли да го казниме или да му опростиме? Ако некој од нас сака да позајми 1000 рупии за да ги потроши за свадбата на својот син, и тоа да го прослави со раскош и свеченост подготвувајќи огномет и музичари, и да ги исполни останатите семејни обичаи, тогаш, иако можеме да му позајмиме пари, мораме да го земеме во предвид принципот на маруф и мункар и да размислиме на кој всушност му даваме помош. Честниот Куран слично на тоа пропишал услов на соодветност во сето добро што го правиме, така да можеме да напредуваме како духовно, така и материјално. Со ова, јас во целост му одговорив на второто прашање на господинот Сирач Уддин Сахиб. Јас објаснив дека исламот не ги водел војните против евреите, за да ги присили да го прифатат тевхид. Всушност, противниците на исламот ни своите собствени сомнежи ги поттикнувале овие војни. Некои од нив ги кренале сабјите за да ги убиваат муслиманите, некои го помагале агресорот, а некои насилно го попречувале пропагирањето на исламот. За да ги казни и за да ги скроти такви агресори, Семокниот Бог ја одобрил војната. तेरा ही फैज है कोई मेरी अता नहीं, तेरा ही फैज है कोई मेरी अता नहीं, ई चश्मे रवा के Крајно е нечесно и подло да се тврди дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем 13 долги години не се борел со непријателот, бидејќи тогаш го немал мнозинството на својата страна. Овие приговори единствено би биле оправдани ако непријателите не беа одговорни за суровоста и крвопролевањето кои беа направени во тие 13 години во Мека, или пак да не правеа завери за убиство на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, или да не постоеле намери да го избркаат од татковината, како и тоа што во Медина тој не отиде по своја волја, туку беше прогонет. Но дури и нашите непријатели знаат дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем покажал огромно трпение наспроти сите зверства направени од страна на неговите непријатели и дури и на своите асхаби им забранил да возвраќаат. Неверниците биле виновни за пролевањето на крвта на многумина невини муслимани и за нивното мачење. На крајот настојувале да го убијат честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, но Семокниот Аллах го спасил од намерите на непријателот и му помогнал неповреден да стаса до Медина. Тој исто така му дал радосна вест дека оние кои ја кренале сабјата, самите ќе бидат убиени од сабја. Треба да се биде чесен. Дали сето ова значи дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, штом околу себе собрал доволно следбеници, ја открил својата агресивна намера, која долго била сокриена? सैयदुल वरा ऐ शाहे मक्की ओ मदनी सैयदुल वरा तुझ सा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा, तुझ सा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा,
ऐ शाह मक्की मदनी सैयदुल वरा. Денес го завршивме седмиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Еселаму алейкум.